А сега веднаш ќе се префрлиме на делата апостолски, втората книга на доктор Лука. И веднаш ќе продолжиме со 11-тата глава. Ирена ни направи пријатно освежување мејатата сабота. А се сеќавате ли пред две саботи која апостолска проповед беше изнесена? Не моја проповед, апостолска проповед. На Стефан беше поодамна. Да. Зборувавме за Петровата проповед во Кесарија, во, можеме слободно да речеме, домашната црква, која што тој ден Светиот Дух ја основал, ја создал таа местна црква во римскиот гарнизон во Кесарија, од Корнелий, членовите на неговото семејство, неговите подчинети војници, па и нивни, можеби, роднини семејства и така натаму, па тука да ги додадеме слуги, робови, кој год припагал на тоа домакинство. Рековме, не знаеме колку души, но може да било некаде и помеѓу 30 и 100 души, може. Не можеме да знаеме со сигурност. Светиот Дух формирал една местна црква. Се разбира, Светиот Дух основа цркви, луѓето не основаат цркви. И само Светиот Дух, кога паднал, кога влегол во срцата на овие незнабожци до тогаш, или на овие римјани, пагани, необрезани, со тој чин Светиот Дух ги крстил. Со тој чин ги крстил. И јас ова го зборувам на ден 28 април, според папскиот календар, кога јас доживеав едно такво крштевање. Овде, во овој базен, 28 април 92 година. Лјупчо Слемски тврди дека постои снимка од тоа и дека тој ја гледал, но не може да ја најдат во која касета се наоѓа. Кога да Господ, ако се најде некој ден, ќе ја прикажеме. Јас не ја памтам оваа црква да била пополна со народ од тогаш. Инако беше трет ден, велик ден, таа година, затоа што тоа крштевање се случи во вторник. Повеќето од вас сте веројатно крстени во сабота, бидејќи тоа што има богослужение. Некои можеби се крстени и во друг ден, надвор од сабота, ако било тоа, да речеме, надвор од црква. Меѓутоа, да се крстите во црква, во овој базен, и да биде вторник, тоа малце е чудно. И тоа вторник вечер. Тоа беше затоа што тоа крштевање следеше после евангелизацијата во Универзална сала од пасторот Самуел Моние, и последните 2-3 предавања беа одржани тука после. Јас се сеќавам на сестра Ирена, тогаш е иста како сега, не остарила воопшто. А Георги, незиното тогаш мало синче, како што го знам ја, сега има 30 години, мажиште на слика, како што го гледам на Фейсбук. Дори брадосано мажиште. Колку време помина. Меѓутоа, Светиот Дух исто така не остарал. За цели 2000 години. И како што рекол Исаија, Господовото уво не остарало. Значи, не е како нашите. Неговата мишка, вели,
не ослабнала, не омалаксала, за да не може да помогне. Истиот Свети Дух, истата благодат, истата сила и денес може да ги препороди човечките срца и да направи револуција, како што тоа се случувало во апостолско време. Јас верувам дека вие што бевте предпладне, не ја доживеавте Борчевата проповед како повторување на минатата, бидејќи не беше повторување. Беше малку друг фокус темата, во врска со тоа дали Господ нам ни е должен нешто. Но денес може би ќе ви зазвучи Петровата проповед како повторување. Веќе Петри во 11 глава кажува, сега на друго место држи не проповед, но ова можеме да го наречеме апостолско искуство. Го кажува своето искуство. Што се случило во Кесарија, сега требало да го каже во Ерусалим, во матичната црква, од каде што се почнало. Зошто? Видите каква реакција на Петровата проповед во Кесарија и крштевањето на Корнили и неговите домашни со Свет Дух. И само тоа крштевање нам ни е пред очи во 10 глава. Крштевањето со Светиот Дух. Потоа само Петар вели кој може да им забрани да се крстат и со вода, оние што веќе Светиот Дух ги крстил. И последниот стих, 48 до 10 глава, и им заповеда да бидат крстени во името на Исус Христос. Но предходно се случило крштевањето со Светиот Дух. Пред да се крстат со вода, се случило крштевањето со Светиот Дух. Зошто Светиот Дух тоа го направил? До тогаш правилото не беше така. Како беше правилото? Ако се вратите и ако читате во 8 глава, како беше правилото? Да се навратиме само за миг. Ја го споменав тоа мината сабота, пред 2 сабота се забав. Но сепак не го прочитавме. Дела 8 глава, ако малку се навратиме, кога Евангелието се уште се проповеда само на израелци по вера, така да ги наречеме сите старозаветни верници, не само тие од еврејско потекло, но сите што биле старозаветни верници. Ако биле мажи, биле и обрезани. Например, да прочитаме еден текст од 12 стих, 8 глава Дела, од 12 стих, па надолу. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божио и за името на Исус Христос, почна да се крштаваат мажи и жени. Како се крштавале? Се крштавале со вода, се разбира. Тогаш поверува и самиот Симон, овој магот, и откако се крсти, постојано го придржуваше Филип. И тој се крстил. Како се крстил тој? Со вода, како и другите. До тогаш. И гледајќи дела големи и чудеса што се вршеа, се восхитуваш. Колку била поголема силата на Светиот Дух, отколку магиската сила на паганските бајачи, така да ги наречам. Магесници, како поинако се нарекува, волшебници. Кога слушна апостолите, се обратено на овој стих, кога слушна апостолите што беа во Иерусалим дека Самарија го примила Словото Божио, ги пратија кај нив Петар и Јован. Зошто ги пратија? 15 стих, тие штом слегоа, се помолија за нив за да го примат Духот Свети. Еве зошто ги пратија. 16 стих, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Значи, беа крстени со вода во името на Господ Исус, но го немаа примено Светиот Дух. Интересно е што многу години после ова, апостол Павле ке сретне некои такви еврејски христијани дури во Ефес,
и ќе ги праша, абе, вие кога се крстисте, го примивте Светиот Дух? И тие ќе му речат, ние не знаеме дека имало такво нешто. Колку многу години подоцна е тоа. Значи, имало еврејски христијани кои што се крстиле, да речеме, пред 20 години и се уште го немаа примено Светиот Дух. А кај Корнели и првите верници од незнабоштвото, тие прво го примиле Светиот Дух, уште пред да се крстат со вода, а за обрезание да не стане муавет. Тоа не е битно. И 17 стих од 8 глава вели, тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. Да се вратиме сега на 11 глава, на почетокот. Почнуваме да читаме од првиот стих. Би сакал со овие апостолски проповеди и искуства од делата, да разбереме колку е голема прво силата на Светиот Дух. Освен што се разбира тоа, многу јасно се гледа уште од првата глава, дека Светиот Дух е личност. Да разбереме што значи и да посакаме ние лично, да бидеме крстени со Светиот Дух. Бидејќи, како во нито една друга библиска книга, во делата на апостолите, крштевањето со Светиот Дух најмногу е истакнато. Како нешто, како чин од посебна важност. Апостолите и браката во Јудеја, вели првиот стих од 11 глава, слушнаа дека и незнабожците го примиле Словото Божио. И како реагира? Се израдуваа? Се израдуваа? Не се израдуваа. Каква радост. Петар го чекало сега суд во Ерусалим. Инквизиција го чекало сега. Го чекала одборска седница на која што ќе има стижење. А внимавајте, се работи за апостолите и бракета во Јудеја. Не се работи за некои неверници, фарисеи. Се работи за апостолите, тие што од почеток го примија Светиот Дух. Од 50-ница. И што преку нив чуда се случувале исто така. И го проповедале Евангелието, и крштавале луѓе не само со вода, туку полагале раце и крштавале со Свети Дух. Па Светиот Дух преку нив да слегува на ново крстени. Тие реагираат вака еврејски, вака фарисејски, вака осудувачки. Не може да се радуваат како го дочекаа Петра. Вториот стих. И кога Петар влезе во Ерусалим, обрезаните што беа со него го укорија. Велики, ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со нив. Заклучок. Пошто се тие нечисти, ти си се онечистил, ти си станал, ти си се опоганил исто така. Ама, Петар сега почел да им кажува своето искуство. А Петар почел да им расправа за се поред, велејки. Самиот Петар размислал како нив. Да не беше визијата, да не беше Божиото откровение, немаше ни Петар да се промени. Немаше Петар да стапне, како што рековме, во домот на Корнелија. И вратата за проповедање на Евангелието ќе беше што? Заклучена за нив ќе беше и понатаму. Бидејќи кој ќе им го проповеда Евангелието? Кој ќе ги крсти? Па никој од евреите не би сакал тоа да го направи. Ни Петар не би сакал тоа да го направи. Сега, уште подобро разбираме во детали што значи тебе ќе ти ги дадам клучевите од Царството Божие. Значи, кога му го дава вториот клуч, кога му ја дава оваа визија, тоа е вториот клуч. Затоа за да може Петар да ја отклучи таа врата и да почнат да влегуваат и незнабожците во Царството.
Ете што означал клучот. А не дека кој ќе умреш Свети Петар ќе те чека. Со клуче, некаде. А Петар почна да им расправа за се поред велејки. Еве го Петровото искуство. Јас бев во градот Јопија или Јопа во друг превод. И додека се молев во Занес, здогледав видение, односно визија. Од небото слегуваше некаков сад, како некое платниште, врзано за 4 краишта и дојде дури до мене. Откако погледна во него и го разгледав, видов 4 ножни земни животни, дзверови, влекачи и птици небески. Значи, смиишта, гуштери, што сакате. И чув глас што ми зборуваше: стани, Петре, заколи и јади. Сега, зошто му го рекол тоа? Забележавте ли на почеток како го обвиниле Петра неговите браќа во Ерусалим, обрезаните браќа? Ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со нив. Што е проблемот? Петар седнал, го частеле свинско таму во Кесарија, во домот на Корнели. Никој не може да тврди такво нешто, затоа што такво нешто не ни е кажано. Меѓутоа, за евреите самото седнување на маса со незнабожци не е битно што ти ќе јадеш. Самото влегување, значи, каква маса, каква столица, самото влегување на пречекорувањето на прагот и влегување во пагански дом, се сеќавате кај Пилата, што тоа не било приватен дом, тоа била римска државна резиденција, па и таму не сакаат да влезат. Самото, значи, било каков контакт со паганска куќа, резиденција, просторија, дом пагански, значи, ти самиот да се опоганиш. А па да седнеш на маса со нив. На иста маса. Од каде што тие ќе си ги јадат своите нечисти јадења. Без оглед ти што ќе јадеш. Самото седење на маса со нив, значи ти си како нив. Сега зашто му е дал Господ ова визија? За да може да јаде било што. Петар, од сега натаму да може да јадат, да кркаат христијаните и змии, и гуштери, и црви. Не, се разбира. Да беше за тоа визијата, ќе беа покажани свињи, зајаци, што друго, немаше гуштери и змии, тоа ни грците, ни римјаните не го јадат. Некоја друга е пораката тука. И чув глас што ми зборуваше: стани, Петре, заколи и јади. Јас пак реков: не, Господи, зашто ништо погано или нечито никогаш не влегло во устата моја. А глас од небото повторно проговори и рече: она што Бог го очистил, ти не го сметај за погано. Тоа се повтори 3 пати, зборувавме за ова минатиот пат, 10 глава, и пак се крена на небото. Знаеме кој бил заклучокот од оваа визија. Петар самиот заклучил: Господ ми покажа ниту еден човек да не го нарекувам нечист. А зашто Господ му покажал визијата со животни? Зашто животните? Неколку лесно, може лесно да помислиш, па за да може да јаде од сега натаму што сака. Може така да помислиш и да заклучиш, особено затоа што и обвинението гласало со тие зборови: и си јадал со нив. Меѓутоа Петар заклучил друго. Самиот Петар од тоа искуство заклучил друго. Ниту еден човек да не го нарекувам поган или нечист. А тогаш зашто му е дадено видение со животни? Зато што евреите, другите народи ги сметале зашто? За живот. Ете, тоа е пораката на видението. Значи, другите народи во еврејски очи не биле луѓе, туку биле мајмуни, кучиња, гуштери, дзверови, што сакате. Само не луѓе. Ете, тоа е пораката со видението. Продолжуваме. Петар го опишува своето искуство. Значи, тоа се повтори 3 пати.
и пак се града на небото. И ете во тој час застанаа тројца луѓе испратени кај мене од Кесарија, значи веднаш после видението. Се 12 стих, забележите го. А духот ми рече да појдам со нив. Кој му рекол? Што се мисли на духот? Под духот што се мисли? На Светиот Дух се мисли. Не е како ќе речеш духот ми, демек мојата волја или мојот дух или мојот ум ми сугерираше така и така. Или душата моја и така. Не, се мисли на Светиот Дух. Затоа и во многу преводи, веројатно во сите преводи, е со голема буква Духот. Светиот Дух му рекол на Петра да појде. Како тоа му рекол? Светиот Дух е личност. Светиот Дух комуницира. Може да комуницира и со артикулирани зборови. Без двоумење. Со мене дојдоа и овие 6 браќа и влеговме во куќата на оној човек. Тој ни раскажа како видел ангел во куќата своја, кој застанал и му рекол, прати во Јопија луѓе и повикај го Симон, наречен Петар. Тој ќе ти ги каже зборовите преко кои ќе бидеш спасен ти и целиот свој дом. И сега, проповета ја читавме од 10 глава пред 2 саботи. Веднаш ја скока Петра проповета и кажува што се случило. Сега искуството е битно, сведоштвото. Што се случило на крајот, кога неговата проповед била прекината? Рековме како и Стефановата и Петровата проповед е прекината. Овој пат Петровата проповед ја прекинал Светиот Дух. Замислите проповед, држите проповед и Светиот Дух ја прекинал проповед. За да се случи нешто поважно од самата проповед. И кога почнав јас да зборувам, над нив слезе Духот Свети, како и над нас во почетокот. Како и над нас на денот Педесетница. Значи, овие луѓе кои што не беа ниту крстени со вода, не беа ниту обрезани, беа крстени со Светиот Дух. Зошто Светиот Дух тоа го направил? За да може да се разбие оваа предрасуда, оваа тешка предрасуда, каде што самиот Петар му требало визија и Духот Свети да му зборува, за да го подготви за овој чин, проповедање на незнабостите и нивно крштавање. А па кога се вратил во Ерусалим, бил обвинет од неговите браќа апостоли, исто така, и христијани. Зошто влегол кај необрезани луѓе и јадал со нив. И продолжува и вели Петар, 16 стих, тога се сетив на зборовите Господови, мислејќи на Христовите зборови. Јован крштаваше со вода, а вие ќе биете крстени со Дух Свети. Уште на едно место ни се покажува јасно, а во целата книга Дела на апостолите тоа најјасно се покажува од било која друга книга во Библијата, која е разликата меѓу Јовановото и Христовото крштевање. Која е разликата? И едното и другото биле со вода, значи водата не е разликата. Водата е заедничкото кај двете. Разликата е што Христовото крштевање е крштевање со Свети Дух. Затоа кога Јован го крсти Исуса во реката Јордан, што било различно во однос на било кои други крштевања што Јован ги правил пред тоа? Па и после тоа, што Светиот Дух слегол врз Исуса, што Христос тогаш бил крстен со Светиот Дух, иако тој од секогаш го имал по природа. Но како човек, Светиот Дух се манифестирал на еден посебен начин, за да биде тоа сведоштво за останатите, за тие што гледа пред се за самиот Јован. И сега Петар вели 17 стих, ако Бог им даде еднаков дар, како и нам, кои поверувавме во Господ Исус Христос, тогаш кој сум јас да му се спротивставам на Бога?
Светиот Дух слегува врз нив, ги крштава Светиот Дух практично овие верници, овие римјани, така да ги наречеме. И сега, кој е Петар да им рече, чекај, пред да се крстите со вода, треба да бидете обрезани. Или, Господе, зашо вака треба прво со вода, па после Свети Дух? Не. За разлика од дотогашната пракса, Светиот Дух прво слегол врз необрезаните верници, уште пред да се крстат со вода, а дури потоа биле крстени со вода. Зошто е тоа така? Зато што Светиот Дух сакал да покаже дека тие треба да бидат подеднакво ценети во црквата, како и обрезаните верници, како и оние од еврејско потекло. И да нема никаква разлика помеѓу нив. И навистина може да му одговорат на ова. Сите апостоли и браќа во Јудеја и оние што го обвинија и го укорија, може да одговорат на ова. Самиот Свети Дух ја водел црквата. Светиот Дух ја водел црквата, црквата не ја водел човек. И Светиот Дух покажал што треба да се прави со незнабожците кои што ќе поверуваат. Светиот Дух покажал дека на таквите не им треба обрезание, дека таквите дури биле крштавани со Свети Дух пред да бидат крстени со вода. Може ли самите апостоли да речат во, така да речеме, еден легалистички дух, не може Господи да ги крсти Свети Дух, тоа треба ние, владиците, епископите, апостолите да положат рака, па да се крстат, тоа не е канонски. Да, Господ покажува дека тој знае, ако сака, тој ќе ги прекрши и црковните правила што самиот ги воспостави. Зошто? Зато што ветрот, како рече Исус во Јован 3 глава, на Никодим што му вели, ветрот дува каде што сака. Не може човек да му каже на ветрот кај да дува. Не може човек да му командува на Светиот Дух кај да оди, кого да благослови, кого да крсти и така натаму. Кого да исцели. Тоа е негова суверена волја. И затоа 18 стих вели, откако го ислушаа тоа, тие се успокоија и дури тогаш го прославуваа Бога велејки, значи и на незнабожците Бог им даде покаяние за живот. Видите, тоа им беше толку невозможно да го сватат и да го прифатат пред тоа, пред да го чујат ова големо искуство. Нека му е фала и слава на Господа.